Се поголем број случаи на семејно насилство и насилство врз жените се евидентирани во државата, алармира психологот Марија Ќурковска. Таа предупредува дека насилството не започнува со физичкиот напад, туку многу порано, преку психолошка тортура, навреди, закани и контрола. Затоа апелира жртвите навреме да го препознаваат проблемот, да не молчат и без страв да го пријават насилството. Семејното насилство пред се не е само физичко насилство и не се случува насилството само кога имаме удар или некоја физичка ситуација. Насилството започнува многу порано и тоа може да биде психолошко, значи малтретирање со зборови, со навреди, со уцени, може да биде економско насилство, зависност од пари, може да биде сексуално насилство, значи многу повеќе ситуации се случуваат пред да дојде и тоа физичко насилство, така да не секогаш само физичкото насилство е она кое што се гледа и кое што е важно. Значи многу е важно да се обрне внимание на сите претходни ситуации и околности во кои што живее жртвата, која што е жртва нели на насилство и што се случува во партнерскиот однос, во околината каде што таа живее. Според неа, навремената реакција и стручната помош се клучни за спречување на потешки последици и прекинување на кругот на насилството. Кога станува збор за профилот на насилник, најчесто тоа е можеби желбата за доминација или поголемата физичка сила или зависноста во кој што сака да ја стават жртвата, односно можеби некогаш оној патриархален начин на воспитување, јас сум главен, јас сум силен, но во позадината на насилникот секогаш има една несигурност, една несигурна личност која што не е реализирана, која што не се чувствува добро со себе и сето тоа можеби на некој начин го проектира на тоа што е до него, односно на неговиот партнер или партнерка. Советот е дека доколку се премолчува, насилството се одржува, доколку се крене гласот и се побара помош, тука доаѓа првиот чекор кон прекинување на насилството, затоа што секогаш има институции, има стручни лица, има најблиско семејство на кој што ќе може да се добие поддршка и понатаму да се води целиот процес, односно мојот совет е верувајте дека има кој да ви помогне и кренете го вашиот глас. Ќурковска е децидна дека ниту една жртва не треба да остане сама, а молкот никогаш не смее да биде посилен од храброста да се побара помош.